Повеќе од една деценија Сдруженијето Мобилност чека плажа за телесни инвалиди. Не се потребни стотици илјади евра за да се адаптира плажа на брегот на Охридското езеро за лицата со телесна попреченост по теркот на високо развиените земји. Избрана е и локација во близина на градот, веднаш после подвижниот мост кај каналот Студенчишта. Изработен е и проект, останува надежта дека надлежните министерства и локалната самоуправа конечно ќе го прифатат и реализираат. Ние имаме еден проект за пристапност и достапност на плажите за инвалидизирани лица. Чак во тој проект имаме и предвидено место своевремено каде да биде таа плажа за користење на инвалидите и не само на охридските инвалиди. Тука се работи за инвалидите од Македонија, бидејќи ние во Охрид имаме 13 апартмани како Мобилност Македонија, каде низ тие апартмани во летниот период престојуваат некаде околу преку 600.000 инвалидизирани лица со придружници, многу од нив. Значи, да се изработи таа плажа, тоа не значи дека би бил некој голем издаток. Специјалната адаптирана плажа за инвалидизирани лица ќе придонесе за зголемување на бројот на туристи и од странство. Тука се работи за понудата на нашиот туристички Охрид за инвалидите од целиот свет, каде на мапата, на светската мапа на понудата од охридските плажи би постоело дека постои и таква плажа адаптибилна за телесните инвалиди со пристапност и достапност и услугите наравно околу таа плажа и наравно дека човек од секаде од Шведска или не знам тамо од кои земји од светот, од Америка, Австралија или од било каде би дошол тука, би летувал без некој страв дека нема можност да ги користи плажите и Охридското езеро како и другите лица. Тука не се работи само за пристапноста и достапноста, влезот и излезот од езерото. Тука се работи за еден поголем комплекс каде што инвалидот би ја добил комплетната туристичка понуда. Инвалидите секојдневно се соочуваат со безброј бариери. Нема пристапни рампи по охридските улици, ниту во институциите. Ние сме прифатени како инвалиди од околината, од луѓето околу нас. И другиот проблем што денес и денес се градат објекти и се преадаптираат или градат наново, пак без некои стандарди за пристапноста и достапноста за инвалидите во смисло на спуштени тротоари, на рампи за пристап, на ракохвати или гелендери, ето популарно речено, каде што инвалидите треба да дојдат до некоја институција. На плажата треба да бидат поставени специјални гелендери за кои инвалидизираното лице ќе може да се држи при влегувањето во вода. Треба да има и други помагала, меѓу кои задолжително санитарен чвор за инвалиди со облекувални и лежалки покриени со платно. Добрите познавачи велат не е голема инвестиција, а ќе ја збогати туристичката понуда на градот Охрид.